Современата технологија игра се поголема улога во заштитата на загрозените видови. Вештачката интелигенција се користи за анализа на звуци од природата, овозможувајќи научниците да откријат присуство на ретки животни и да ги следат промените во нивните популации. Овие податоци помагаат во предвидување на идни трендови и креирање ефективни стратегии за заштита. Дроновите и роботиката овозможуваат неинвазивно следење на животните и мапирање на нивното движење, дури и во најоддалечените предели. Овие алатки се покажуваат клучни за откривање на нелегални активности, како што се криволов и уништување на живеалишта, што значително ја зголемува ефикасноста на теренските истражувања. Генетските технологии, како анализата на еколошка ДНК и генетската реставрација, овозможуваат нов пристап кон заштитата на биодиверзитетот. Преку овие методи, научниците можат да откријат присуство на видови без физички контакт и дури да работат на враќање на нивната генетска разновидност. Интегрирањето на сите овие технологии ветува по одржлива иднина за најзагрозените видови на планетата. Градот Тојоаке во Јапонија предложи ограничување на користењето паметни телефони на 2 часа дневно за сите 69.000 жители, предизвикувајќи голема јавна дебата. Според властите, мерката би важела само надвор од работно и училишно време и не би се спроведувала со казни. Предлогот има за цел да ги охрабри граѓаните да го намалат времето поминато пред екрани и да ја подобрат својата дигитална хигиена. Градоначалникот Масафуми Коки изјави дека иницијативата е насочена кон поттикнување на дијалог во семејствата за здрави дигитални навики. Тој нагласи дека ограничувањето е препорака, а не обврска, и оти активностите како онлайн учење или вежбање со помош на мобилен нема да се бројат во дневниот лимит. Ова е прв ваков потек во Јапонија и може да стане пример за други градови. Властите се надеваат дека мерката ќе помогне во справување со проблеми поврзани со прекумерната употреба на телефони, особено меѓу младите, и ќе поттикне по квалитетно користење на времето. Ако предлогот биде усвоен, ќе стапи на сила во октомври.